Вие сте сериозна политичка партија, па оттаму е и си земам за право да верувам дека имате одговори на ова прашање, тоа е околу бездомните куќиња. Повеќе децении го тишти македонецот бездомното куќе, знаеме дека има многу касање, па и многу луѓе па лажат дека се, значи тоа е една мафија. Како да се реши, како демократи, дали има некаков план околу бездомните куќиња? Прво морам да кажам што е причината да имаме толку бездомни куќиња. Најголеми виновници се градоначалниците и советниците во општините. Значи тие треба да го решат проблема, а се разбира и државата тука. Значи ние имаме држава која што постои како независна 35 години и на 4 години се избираат советите и градоначалнико и никако да го решат. Во нивните програми цело време кажуваат бајки. Ќе ги направим стационари за куќината, ќе се ги изгрижиме куќината, ќе направиме он. Куќината не се криви. И најголем проблем е што одредена група на луѓе ќе земат куќе, кучуваат дома и после го пуштаат на улица. Има одредена друга група кој што, еве пример слушам сега од градови, од пример не е бито кој град ќе донесат во Скопје или Битола или Тетово и ќе пуштат куќината. Да, као навално шинтери да се спасат. Значи имаме се и се што. Ние, како граѓани, нормално, кој ќе видиш глутница на бездомни куќина, ќе се плашиш. Еве, јас возам точак или пешки, вчера видов многу убави куќина, едно 5-6 куќина, големи берсите, и нешто трчаја по нешто, низ улица, во кисела вода. Знаеш, гледам вака и се потргнам настрано, ти мораш да пазиш. Не знаеш, дали по тебе трчат по друго, тие не се криви, јас не ја кривам, јас сакам куќина, секојаш сум чувал куќина во живот. За моментално немам куќи. Од причини што доста се движам низ Македонија и нормално низ светот, така да стварно не можам да се грижам за куќи. Но јас ги окривам луѓето што ги фрлаат, ги одгледуваат, се множат и, како што кажав, градоначалниците со советниците се тотално неспособни. Ние што предлагаме? Значи, ние предлагаме да немаме ние бездомни куќи. Значи, прво треба да се контролира наталитето. Не е само да ги скопиш куќината. Треба да им се донеси закон. Еве гледам ова организацијата што е граѓанско здружение Лајка, нуди закон да има кривично да бидат гонети тие што ги фрлат куќината. Ние се служуваме, поддржуваме таков предлог, но и порано сме мислеле. Зошто ние немаме казни и затворски казни? Знаете ти во Америка ако тепаш куќе или го фрлиш на улица дека ќе лежиш 2-3 години затвор? Да, но во Америка има animal police, во Македонија нема. Да, точно. Сега, и точно што кажа, нека има и полиција за животни, но јас пак ќе кажам, најважно е да се најде причината да се спречи и јас не можам да замислам као некој што вели европските закони, не знам што, куќина, бездомници, некој ги вика скитници и така натаму, јас ги викам бездомници, да имаме на улица. Еве, 2-3 пати ни се случува во Битола, деца од 2-3 години, тие се малечки, дечината, излегле, не е битно, нападнати, искасани. Имавме случај пред 2 недели, дете искасано го донесува во клиниката мајка Тереза, беше стварно живото во опасност. Сега моментално не знам каква е состојбата, ќе дознам. Значи, ние не смееме да дозволиме куќината да не напаѓаат, а од друга страна, куќината како куќина, не смееме да дозволиме да не водиме грижа. Значи, една држава, една општина, ако не може да го реши проблемот со куќината, тие се луѓе тотално неспособни да ја водат општината или државата. Еве, ти имаш куќе, замисли. Да. Замисли сега да имаме куќина по улици, нон-стоп, ама сега се глутници веќе. Дали се 3, дали 10, дали 20. Опасно е. Опасно е. Значи, не смееме, мораме да се грижиме за куќината. Повеќе стационари се разбира да се изградат и мора казни да се воведат. Кривични дела нека лежат по затвори. Му текнало зел куќе, па ако си зел куќе, ако сакаш да го оставиш, најди собственик. Најди, па не сам ти текнало на улица или куќето ти се породило со 10 куќина, ајде фрлај ги негде и нека се множат. Значи, трајче само така може да се води грижа, бидејќи ги сакам куќината, мене ми е жалко ќе видам некој тепа куќе или треба да се расправам што го тепаш, па не гледаш ова ќе ме кастеше. Глупости. Значи, јас не можам да замислям, живеам во Лос Анџелос 30 и нешто години. Ме нема куќина по улица, трајче. Град кој што се преградијат од 20 милиони. Кој куќина бе трајче?
Таму кој ќе одиш по улица, нема пуштено куќето да оди, ќе си го држиш на ременче, се има маска. Оти луѓето се плашат. Значи, мора да има некој ред и мир. И ме се почнеме да градиме паркови за куќина, супер, тоа е одлично. Ама не можеш ти да одиш на широк сакакво битоли тука на Македонија улицата, да пуштиш куќето и тоа сегде се оди врши нужда и не носиш пластична кеса да го исчистиш и сега луѓе, знаеш како е, некош деца трчаат, тоа ќе му се пушти, не мора ни да каса, ама ние се плашиме.